Родителите сакаат онлайн настава за нивните деца, бидејќи сметаат дека е побезбедна од здравствен аспект. Околу 60% од анкетираните родители се за настава од дома, покажуваат резултатите од истражувањето на Меѓаши. Од друга страна, пак околу 45% се за комбинирана настава, а 35% од испитаниците сметаат дека децата треба да одат на училиште поделени со помали групи, кои ќе одат во смени со сите запазени протоколи за безбедност во училиштата. Поголем дел од испитаниците, односно 58,2%, сметаат дека нивните деца преку онлайн наставата се стекнале со подобри оцени, но помалку знаење. Значи 58% од родителите кажале да, подобри оцени, но помалку знаење. Речиси 2/3 или 64,3% од испитаниците имаат соодветни просторни и технички услови за да се следи онлайн наставата, а 28,7% од испитаниците се изјасниле дека имаат делумно соодветни простори за да се следи квалитетно онлайн наставата. Онлайн наставата ги отуѓи децата, односно ги оддалечи од дружењето со нивните врсници. 60% од родителите забележале негативни промени кај средношколците, како што се депресија, незаинтересираност за учење, нередовна исхрана и социјално изолирање, објаснува истражувачката Наташа Павичевиќ-Стојменовска. Од негативните промени кои што ги забележуваат родителите кај своите деца се пореметен биоритам на децата, предолго седење пред компјутер, развивање на негативни особини и состојби како напнатост, нервоза, депресија, осаменост, незаинтересираност и отуѓаност, мрзеливост и неодговорност кон училишните обврски, губење на усетот за училиштето како вредност, отуѓување од перцепцијата за тоа што значи училиштето, по-обилна и нездрава исхрана. Педијатарот Мими Кимовски вели дека иако коронавирусот кај младата возрастна група е застапен околу 20%, сепак ако учениците одат на училиште, вирусот може лесно да се прошири. Таа бара децата да се тестираат почесто и бесплатно. Исто и тестирањето можеби треба да биде предмет на да речем на работа на сите овие институции кои што ги споменавме претходно. Почесто тестирање не на само на вработените, и на децата кои што биле суспектни, биле во ризична категорија, биле веќе дијагностицирани како ковид позитивни. И внимавајте да бидат бесплатни веројатно, да. Од првата детска амбасада Меѓаши велат дека се загрижени за двете форми на настава. Со онлайн наставата кај децата се создава отуѓеност, агресивност и недоволно квалитетна. Драги Змјанац вели дека онаму каде што нема заразени, децата може да одат на училиште со безбедносни протоколи. Амбасадата Меѓаши направи истражување за формите на настава, а беше опфатено и мислењето на 1003 родители.